Подготвуваме документ за зачувување на Македонија. Тоа е политички документ кој ќе понуди начин за излегување од кризата. Преку негово прифаќање ќе се излезе од кризата, но нема да се наруши унитарноста на државата. Овој документ во текот на следната недела ќе биде понуден на сите поголеми партии, изјави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски во интервју за телевизија Канал 5. Тој вели дека и натаму смета дека излез од моменталната политичка состојба се брзи парламентарни избори заедно со локалните. Ние понудивме две решенија. Едното е брзи предвремени парламентарни избори заедно со локалните. Значи нема посебен трошок да има, ниту посебно време што ќе се загуби за избори, затоа што тоа време за локални избори и онака мора да го има бидејќи се редовни локални избори, кои што мора да се одржат секој 4 години. На една од анкетите кои што ги направивме, над 70% од граѓаните македонци, што се со македонска националност, ценат дека треба да се оди на предвремени брзи избори. Само 12 или 13% се против тоа. Тоа значи дека и многу од луѓето што го потржуваат СДСМ се за предвремени избори. Па таму Зоран Заев нека ја представи својата платформа, нека ја представи бинационалноста и сите работи што доаѓаат по неа, како што се федерализација и слично. Нека излезе, нека им го каже тоа на граѓаните, ако му дадат подршка, во ред. Затоа велам, излез од ситуацијата е предвремени парламентарни избори. Груевски изјави дека целта на СДСМ и специјалното јавно обвинителство е во следниот период од една страна да се нападнат медиумите, кои што гласно говорат за ризиците во кои влегува Македонија, а од друга страна да се задуши ВМРО-ДПМН со натрупување на обвиненија за кои што, како што посочи, нема никакви докази. Важно е сите ние да се занимаваме со судови. Секој втор ден да сме на некое рочиште, или пак, не знам, некои луѓе да одат во притвор, или пак некои други луѓе додат да протестираат заради некој што неправедно е во притвор. И да се дефокусираме од парламентот. Да не се занимаваме со двојазичноста на цела територија, да не се занимаваме со одење комбинационалност, федерализација и конечно промена на името и идентитетот по грчки терк. Во пресрет на доаѓањето на еврокомесарот Јоханес Хан, Груевски истакна дека очекува Хан да ја осуди тиранската платформа направена во туѓа држава. Она што ние ќе го понудиме на средбата со Хан е она што и ние го говориме целиот овој период и е во духот на нашата партија, но ние очекуваме Хан да ја осуди тиранската платформа. Тој документ води кон федерализација на земјата. Таа платформа не е од сега, таа е од многу порано, но сега најдоа човек кој сака да си ги прикрие криминалите и ќе прифати секакви платформи за да дојде на власт. Промена на името и водење кон бинационална држава и федерализација е она што е утврдено во платформата и тоа е она што сака да го направи СДСМ, вели Груевски.